не само ова училиште, целокупната населба има проблеми од дел на граѓани кои што не се ни граѓани на општина Кавадарци, тоа се луѓе доселени тука на некој начин кој што примитивен начин имат направено некоја населба. Не би ги коментирал оние граѓани од ромска населба кои што се со подолг престои тука и со нив имаме толерантно разбирање и нормално функционирање како секој еден граѓанин. Општина Кавадарци сега на следната седница ќе земе еден акционен план за изготвување по завршување на зимската сезона, а тоа значи некаде таму 15 март, да сите оние кои што немаат живеалиште и немаат собствен имот и лични карти во општина Кавадарци, заедно во соработка со ОВР Кавадарци и СВР Велес, да тие сите примитивни бараки, шупи и такви елементи бидат отстранети од делот на таа површина што е под училиштето. Со самото отстранување на тоа, мислам дека и тој неред кој што се случува тука во текот на секојдневието на живењето на граѓаните ќе биде изоставен за тоа што тие луѓе ќе си го бараат својот дом таму кај што припаѓаат или таму кај што се по лична карта. Доколку немаат дом, тука имаме социјална категорија. Социјалната категорија при Министерството за труд и социјална политика треба да им го реши нивниот статус или статут на живење. Јас ги уверувам граѓаните, не само училиштето, дека од месец март ќе почнеме со акција, нема да одиме селективно, него ќе одиме во делот на правниот момент. Општина Кавадарци за секој еден граѓанин кој што е присутен на територијата на општина Кавадарци и ги почитува правилата и прописите во општеството и се понаша одговорно, има простор за разговор со него, има простор да помогне и како општина, и како бизнис сектор, нормално и не како граѓани. Меѓутоа не можеме да дозволиме 20 или 30 луѓе да рушат цела населба или некој да биде секојдневно тероризиран од живењето на некои луѓе кои што не припаѓаат во општество.